Дали си слушнал за терминот медиумска писменост? Не. Не сум слушнала, јас сум стара више за тоа, душо не ни... Аз слушнав нешто на телевизија, ми се чини дека е убаво тоа. Значи, во принцип да имаш умешност да ги препознаеш информациите кои доаѓаат до тебе и колку од нив се вистински или невистински. Секој ден сме преплавени со информации, вести, наслови, кликови, објави. Но дали знаеш како да препознаеш што е вистина, а што не? Медиумската писменост не значи само да читаш вести, туку да ги разбираш, проверуваш и критички да размислуваш. Дали можеш да препознаеш вистините од лажна вест? Па, 50-50. Поише не отколку да. Некои работи, например, не сум сигурна и може ќе го изгасам тоа или ќе го сменам затоа што знам дека ништо тоа лага. Па зависи како е напишано, дали е паметно или не е паметно. Мислам дека во денешниот свет многу е тешко на прва да ги познаеш. Во принцип треба да ги провериш. Значи информациите мора да ги провериш изворите кои што ги презентираат тие информации и нормално доколку се во улога да ги споделиш, да бидеш сигурен дека тоа не е лажна вест. Понекогаш, ако тоа ми е интересно што го читам, тогаш проверувам и ако ме интересира. Да препознаеш лажна вест, значи да поставуваш прашања како: кој ја објавил оваа вест? Дали е проверен медиум? Кои се изворите на информацијата? Дали звучи премногу сензационално за да е вистина? Дали ја проверив и на друго место? Во време на дезинформации, ова не е само знаење, туку неопходна вештина. Што треба да содржи една вест за да знаеш дали е вистината? Од логиката од тоа што го кажуваат. Например, ако има логика тоа што кажуваат, окей, ама ако нема, не верувам. Ако се гледа дека е лажна, гледам дека е лажна. Потпис, поточни информации. Кога читаш некоја вест, важно е да знаеш кој ја објавил. Дали е тоа регистриран медиум, позната организација или анонимен профил со сомнителни содржини. Лажните вести често се шират од страници што личат на вистински медиуми, но немаат уредник, адреса или проверлива информација за авторот. Медиумската писменост значи да го провериш изворот, не само да ја прочиташ содржината. Не е срамота да прашаш, да провериш, да се сомневаш. Медиумската писменост почнува со едно едноставно прашање: кој ми го кажува ова и зошто?